Со неколку новитети целосно подготвено за новата учебна година е средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци. Оттаму потенцираат дека успех се очекува уште на самиот старт, односно при првото пријавување и запишување на учениците во понеделник и вторник на 18 и 19 јуни. Од годинава во ова средно училиште со редовна настава, која ќе понуди современи образовни методи, лабораторија и модерна практична настава, стартува и медицинската струка, односно фармацијата. Професорите велат предизвик ќе биде за учениците кои ја сакаат медицината, но и за родителите со оглед на фактот дека токму вака определените средношколци на прагот од средното образование го напуштаа родното Кавадарци. И останатите новитети во Ѓорче Петров нудат бенефит директно врз учениците. Договорите за стипендирање и директно вработување се адут кои како би го користеле средношколците од ова училиште. Прво би ги поздравил сите идни средношколци. И го честитам нивниот избор, било каков и да е. Инаку ова е многу важен ден за нив. Со ова си одредуваат својата судбина, својата иднина и би сакал да ја одберат вистинската струка спрема нивниот афинитет. Овде во нашето училиште се случуваат многу нови работи. Мислам дека се напредни, убави. На отворениот ден имаше доста ученици кои тоа го потврдија со своето присуство и со своите коментари после тоа. Инаку од најновите и најинтересни работи би е потенцирал медицинската струка која за прв пат во Кавадарци се воведува и всушност се отвара нова страница во богатата традиција на ова училиште. Пазарот на трудот ги бара токму кадрите кои што излегуваат од средните стручни училишта. Ова училиште во Кавадарци има долга традиција. Рековте се појавувате и со нова струка, ќе им обезбеди простор и нови знања на средношколците кои што токму медицината или фармацијата ќе одберат за своја професија. Подготвени ќе им го пружите сето образование кои што им е потребно. Сигурно ова училиште веќе 70 години постои и има богата традиција, како што спомнав. Има опрема и училници и секаква друга опрема која што е потребна и за сите струки, а исто така постои во училиштето и енолошка лабораторија за енолошки потреби, исто и педолошка. А во тек се подготовки и за лабораторија која што ќе одговара на потребите на медицинската струка, односно за лаборантите, фармациутите, а воедно нивната практика до колку нема нешто, би се одвивало во приватни аптеки, во медицински центар, од високи стручни лица и слично. Значи подготвени сме. Новина е тоа што за прв пат училиштето потпише и неколку меморандуми за соработка, преку кои што компании со кои што ги потпишевте ќе се стипендираат и вработуваат оние успешни ученици. Нешто што во претходните години беше и мотив за средношколците, стипендијата сепак нели финансии кои што на било каков начин ќе им дојдат добре дојде. Да. Па во време на масовно иселување на стручни кадри, ова е една добра работа, нели, овие меморандуми се склучени веќе со 3 фирми, со винарска изба Тиквеш, со винарска изба и Гоце Делчев Тиквеш, исто и со јавното предпријатие Македонски шуми. Така да, тоа се главните структури и организации кои што се наша целна група за да се подготват идните средношколци за работа во тие организации, нели? Очекувате ли ќе се навратиме повторно на медицината, дел од оние ученици кои што ете средното образование го продолжуваат токму надвор од својот роден крај, одлучувајќи се токму за медицината, дека годинава остануваат во Кавадарци и во ова училиште? Да, тоа посебно би го потенцирал. Секое дете се уште е малолетно, значи родителите им се скратува грижата, а безгрижното детство на децата им се продолжува. Мислам дека е позитивно, што во својот роден град ќе ги доживеат најубавите моменти од својот живот, безгрижно и исто и за родителите важи. Значи, со помалку финансиски средства, мислам дека е позитивно.
Ова е едно од училиштата во Кавадарци кое што има и најголем број на ученици од страна. Подготвени ли сте и за овие ученици, од кои градови најмногу ги има? Да, учениците од преработувачката и шумарската струка се предежно од страна. Значи од источниот крај, за жал од западниот помалку, но и таму ги има. Интернатот е подготвен исто, тука се под наша контрола децата. Внимаваме на нив, се грижиме и навистина се добре дојдени во нашето училиште. Да. И еве за крај подсетување, уписите се понеделник и вторник, 18 и 19, од колку до колку часот и што секако документ, нели, основно ќе треба да понесат идните средношколци? Добро, тоа е во понеделник е главниот упис, нели, ударно, и потоа уште еден на датумот кој што го спомнавте. Треба свидетелство од основното училиште, евентуално добиени дипломи и награди во текот на школувањето, кои ќе им помогнат во изборот. А особено за медицинската струка, малку е повисок степенот, нели, на процентот на среден успех за примање, тоа е околу 70 поени, што е релативно високо. Тоа е и истовремено и одговорност голема за нас. Меѓутоа, наставниот кадар е спремен за нови предизвици. Првиот уписен рок е во понеделник и вторник. Резултатите и слободните места ќе бидат објавени на 20 јуни. Новина годинава при уписот во средно образование е тоа што учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително целокупната доставена документација од истото ќе треба да си ја подигнат во рок од 48 часа.